Во прекрасната природа на планината Јабланица се наоѓа црквата Свети Никола на патот кој ги поврзува селата Вишни и Горна Белица. Изградена е по иницијатива на црковниот одбор и граѓаните на селото, на место каде претходно постоела стара црква. Во 1998 година е поднесена иницијативата, а отпочната е со градба во 1999 година. Свети Никола во Вишни, село Вишни, ова е единствена црква во ова место, село, посветена на Светиот Николај Чудотворец. Како што слушаме по предание и по старите вишенци, постоеле темели многу одамна, во непосредна близина на овој храм биле. И едно место кое што уште пред години, памтам од моје детство, беше посетувано од мнозина. Минувачи, случајни и нормално некој кој што идеа со вера и со молитва на ова местенце малечко, а сепак силно и големо поради почитта и верата кој што луѓето овде ја бараја, верата во Бога и молитвата која што ја стекнува на ова местенце. Градбата траеше 3 години, 3,5 години, мислам. После тоа иконостасот траеше уште година и нешто. Базно до 2007 година комплетно ја завршивме и ја предадовме на Македонска православна црква. Комплетно. Иконостасот кој е правен натре, дрвото е од калишта, од манастир. Ние го зеловме од и 10 години е сушен. Црквава како објект, место кај што е тука, имало стара црква, која што била повеќе од 300 години стара и е срушена. Ние малку ја повлековме, значи повака од местото каде што беше направена и така ја, мислам, таму ја лоцираја црковниот одбор. Тука ја лоцираше, па така почнавме со изградба, користени се, значи, материјали и натре се користени сите материјали како од најстари времена. На покана на црковниот одбор Трповски ја прифаќа иницијативата да биде ктитор на црквата. Во оваа иницијатива имаше кои што учествуваа и доста помагаја и граѓани од село Вишни. Значи, некои помагаја со помош. Мислам некој, али оглавном заеднички направивме, значи црква да биде ставиме во функција. Сите материјали и све останато ние го дониравме од срце и така да нашата фамилија успеавме да го направиме овај феноменален објект и нема да застанеме тука. Ние се грижиме и понатака, значи за одржување и така натака на објектов, а исто така што е многу значено, сакам да ви кажам дека тука заедно со црковниот одбор ќе преземеме друга иницијатива да направиме и додатни работи околу црквичево, така да сметам дека во наредниот период ќе го реализираме и тој дел. Црквата беше осветена на 27 октомври со црковна церемонија на празникот посветен на Света Петка. Имавме 2-3 пати закажано до сега да ја осветиме црква, али секогаш имавме нешто се случуваше да па владиката нешто не можеше, беше закажано, па го откажавме, па вториот пат нешто друго, па после пандемијата, па не знам ова, она и имаше многу причини што се откажуваше. Црква многу е посетена, така да ред беше да се освети. Со благослов на митрополит господин Тимотеј, нашиот надлежен архиереј, се освети ова црква. После неколку години, нели, од кога е завршен, изработен и така натака, се освети преку служувањето на божествената литургија, која што беше еден прекрасен молитвен момент каде што учествуваа вистински, како што треба сецело, дури и верниците и најмалечките кои што и се причестија. И преку овој молитвен чин само се потврди, се стекна сета на сила оваа место, благодатна која што има, и воедно почита кон Свети Никола сигурно ќе расте. Верниците од овој регион го почитуваат и го слават Свети Никола. Свети Никола е еден од светците кои што и по празнување е најпразнуван.
Значи и многу од наши членови тука, значи и жители се самиот факт дека се викаат Никола, значи тоа е знак дека е посветено на Свети Никола многу голем дел од празнувањето, али да ви кажам во Вишни имат 8 цркви. Сега уште една црквата, мислам сме во припрема да ја градиме, како месна заедница, црковен одбор и така натака. Али, сега да кажам дека сложно со сиве граѓани и тука и други жители кои што не се од Вишни, али имаат желба, ќе направиме начин да изградиме уште една црква, тоа не во планот и да го заокружиме, бидејќи имало 9 цркви во Вишни и сакаме и таа 9-та црква да изградиме и да го затвориме кругот со цркви. Како голем светител почитуван баш во овој регион, но не само овој. Свети Никола е насекаде, многу, и ако нема да сгрешам, ако речам, најмногу почитуван светител. На овој простор, татко ми кога бил мал, имал го нападнале волци, тој тука е роден во Вишни, и тука имало даб, и тука во дабот тој се сокрил, и така некако, тоа е негова сторија, што ми имаше кажано ше како дете, и имав многу желба да се оствари идејата да ја направиме оваа црква. Црквата е посетена за празникот на Светецот во декември, каде верниците досега спонтано се организирале. Сега веќе ќе биде и поорганизирано тоа посетување на верниците. Значи, доаѓањето на верниците ќе биде од литургиска природа и причина пред се. Значи, верниците си идаа до сега, до скоро, да речеме до оваа година, на самиот ден, но неорганизирано и така, спонтано собирање, да речем. Но сега точно ќе се организираме и ќе биде собирот поврзан со литургијата, со прославата на светителот, со молитвата. Во туристичка смисла, следна идеја на црковниот одбор на Света Спаса Вишенска е да се оплемени просторот. Имаме планови да овој прекрасен дел од нашава држава да го оплемениме и да му дадеме некоја друга димензија за да можеме да го искористиме. Тука ни е Охрид, Струга, па да го искористиме и во туристички цели.